Слава која чувствувам среќата и од среќа плачам за љубовта. Сила ме носи кај тебе во секое време, говори во мене за нас. Во ланч барот Ред кафе имавме убаво попладне со Сања Левкова, која после подолго време прави камбек на музичката сцена. Ексклузив ја врати во детството за незините први почетоци, но и за идните планови кои таа ги има. Неодамна излезе твојата нова песна Среќа. Како си задоволна за повторен камбек? Среќа се појави во моментот кога баш едноставно се тргнав настрана од музиката и се посветив на мајчинството. Тогаш, бидејќи со Масевски секојдневно комунициравме, едноставно размислувавме што е тоа наредно што треба да се снима после таа поголема пауза од година и пол. И едноставно кога мислевме што да излезе во моментот, тогаш излезе песната Среќа и насловот баш потенцираше дека е убаво, дека е за добро и дека сето тоа што ми се случувало на приватен план, дека може да биде во една песна и да се отпее. Инаку од начинот на котирањето за песната, значи буквално сум задоволна. Иако многу не слушам радио и гледам телевизија, секојдневно сум буквално со Baby TV и такви некои цртани што ги гледа моето синче, меѓутоа колку што може да ми кажат блиските што се во тек и еве од вас кој што разбрав дека добро се котира и баш ми е мило. И едноставно се надевам дека и понатаму сите други песни што ќе излегуваат во наредниот период, дека ќе имаат исто така добра слушаност и гледаност. Излезе и пред 2-3 дена Врати се, нова песна, значи со полнек, брзо се, со кого се работуваш? Кажи ми дали оваа песна ќе добие исто видео запис како Среќа? Да, Врати се комплетно авторско дело на Александра Масевски. Инаку не напоменав за претходната песна, спото се снимаше со Принц, со неговата продукција. Буквално цела екипа со која што соработувам е Фросина Ангеловска Фран. Таа е задолжена за мојата шминка, за целиот стајлинг, буквално се е осмислено како што и на самата фотосесија која што ја правеше Стефан Соколовски Бацтев. И сето тоа така во еден добар пакет излезе нели песната Среќа, а за Врати се истата екипа ќе видиме. Меѓутоа ќе се снима со Томато продукција и се надевам дека во најскоро време, бидејќи веќе песната е пуштена во етерот, дека во најскоро време ќе почнеме и со снимањето на спотот, еве веќе се преговара што како. Размислуваме да биде нешто поне секојдневно, каде што можеби нема да се појава во спотот. Но некои мали детали би требало да се дознаат наскоро, не сакам се пред време да откривам. Да ни откриеш за твоите идни планови, дали може би следува албум? Размислуваме и за тоа, да. Имам уште една песна после Врати се што треба да излезе во етерот. Но јас би сакала прво да помине тоа, значи да излезе спотот за песната Врати се, бидејќи еве сега во подготовка и во преговори сме за тоа. И тек нешто следно, значи ќе се крчка нешто во студиото на Масевски, планираме да снимаме и нешто на англиски јазик, така да во најскоро време ќе видиме како што ќе биде. Јас се надевам дека не би сакала многу да ветувам на публиката, но се надевам дека во најскоро време ќе бидам повеќе актуелна од тоа што бев и ќе се посветам буквално. Моментално е актуелна Евровизија и дали ти е предизвик да представуваш нашата држава на Евровизија и дали си размислувала за тоа? Јас сум буквално голем фан на Евровизија од моја 4-5 годишна возраст, бидејќи моите родители секоја година не пропушта, едноставно расте во такво семејство каде што се слуша забавната музика. Уште од мала, уште како дете, кога буквално имаше многу хитови евровизиски и заедно со мојата сестра имитиравме пред огледало и ги пеевме сите хитови. Веќе кога почнав да се занимавам со пеење тука,
Отсекогаш ми било сон. Меѓутоа да ја представам нашата земја со убава песна и со добар тим позади себе, значи да отидеме буквално спремни и да оставиме првата награда. А не би сакала да се представам колку да отидам и да испеам песна и тоа да не биде забележено. Се надам дека оваа година ќе се представиме во такво светло и посакувам многу успех и среќа на Калиопи и држам среќа. Úsame na seda, mis prozor te da. I samo saka, mama da vida. Да се вратиме малку на твоите почетоци. Во нашата редакција случајно денес ја слушнав твојата прва песна, Осамена. Колку години си имала на таа песничка која си ја пеела и многу емотивна. Со кого се работуваше тогаш, кој ти ја напише? Тоа е 1997 година, значи неполни 10 години. Песната е моја, музика, текст, аранжманот е на Зоран Ванев. Тоа беше една аудиција за детски фестивал кој што се одржуваше во Штип, Диндон. Буквално мислам дека Зоран Ванев имаше каравани из цела Македонија и бараше таленти кои што сакаат да пеат. Можам да кажам дека тоа се и моите први почетоци онака што настапив на сцена и што се пееше во живо. Песната ја пеев, го освоив првото место и знам дека 97 беше телевизиски хит на МТВ. Буквално беше заштитна за сите деца со хендикеп, значи беше како една химна. Настапува скоро низ цела Македонија на многу хуманитарни концерти кај што се деца без родители, бидејќи песната е за мајка. Инаку има една многу така, може и не секојдневна приказна како е напишана, буквално бев со температура и ме остави у болница во Кочани, во Кочанската болница, бидејќи и таму сум нели родена и израстана. И едноставно со запаление на плуките, со температура, бев многу болна и ме остави едно 10 дена да лежам во болница. А јас си пеев. Инаку претходно пеев на децимитатори со сестра ми, поведував многу пати и во тој регион во Кочани бев, може да кажам така, популарна. Меѓутоа никако да снимам своја песна. И што се случува? Буквално влегуваат докторките кај мене, имаме визита, ме препредуваат. Ми кажуваат: Сања, мора уште 2 дена да останеш, мора скроз да се опоравиш, ово, оно. А мајка ми во тој период чекала надвор, а јас им ја пеев песната што ја имав напишано. И докторките излегувале плачејќи од собата и мајка ми кога ги видела, шок. И, значи, тоа се збори до ден денеска, да, значи, на најлошото си помислела кога влегла и тогаш мајка ми и татко ми ветија дека ќе ми ја снимат песната и дека по секоја сцена мора да продолжам да пеам, пошто буквално цела болница еđеше од мене. И кога влегов на таа аудиција кај Зоран Ванев, го освоив првото место, буквално ја прошетав цела Македонија. Порано беа други времења и многу повеќе се ценеше музиката. И да ви кажам дека со една детска песна сум ја прошетала цела Македонија и сум учествувала на многу хуманитарни концерти, кај што можам да го изведам концертот на Томислав Манич, кој што беше во Универзална сала 98 година. И потоа снимав исто така детски песни по детски фестивали и дојде моментот кога бев на М2. Тогаш бев 15 години, се пријавив, бев најмлада, заедно со Емил Арстов, бевме тука некаде во години, се пријавив на М2 на аудицијата и нели влегов во 10 финалисти, па се снимаше лијат години и од тука веќе започна мојата кариера со забавната музика. Еве, на кратко. Моментално се наоѓаме во ланч барот Ред кафе на твојот сопруг. Дали често доаѓаш овде и колку имаш време за себе, за приватниот и професионалниот живот? Наоѓам време и за себе, меѓутоа целото внимание го посветувам на моето синче Никола и на мојот сопруг. И практикувам повеќе да се јадам дома, меѓутоа кога некогаш имам желба да јадам пица или било што, ќе се симнам доле во кафичка, че сите негови специјалитети, значи буквално тоа е неговата струка и сите работи тука што се прават се негови специјалитети, така да или да ги јадам дома или тука ми е сеедно. Инаку во врска со тоа, со приватниот живот,
кога имаш дете, едноставно ти се менува целост на животот, се посветува с 24/7, не се смеј, ти видиш 24/7 на детето, меѓутоа кога се сака се може, значи одвојувам време да влезам во студио, одвојувам време за самата себе, значи се трудам колку што можам секојдневно да сум средана, да не се запоставувам, да се дружам со пријатели, да го носам моето дете по игротеки, да едноставно да не уназадувам во некој нешто што порано сум ги правела. Секако, нели, имам тука голема помош од свекрвата, исто имам голема поддршка од мојот сопруг. Значи се договараме и едноставно наоѓаме време за се. Инаку мајчинството можем да кажеме нешто најубавото на свет. Прашање за крај. Колку време посветуваш на твојата линија? Добро изгледаш, дали можеби тренираш нешто, вежбаш? Вежбам околу синчето, трчам по него. Значи шпринт, 200 на сат. Немам време да одам у теретана и да вежбам, фала му на Бога што и немам ни потреба, затоа што таква ми е конструкцијата. После породувањето едноставно се вратив во нормала. Нешто што можем да вежбаме дома, некои обични вежби што може да се вежба, во домашни услови, а едноставно дека нешто посветувам многу време да одам во теретана, не, можеби тоа е мајка природа. Здраве, јас сум Сања, а вие гледате Ексклузив.мк.